2008-2011 Тогаш е прв пат донесен законот за јазици, кој што ево согласно со уставот проблемот сега е друг. Венецијанската комисија има забелешки по однос на тоа што во законот се ставени членови кои што немаат врска со закон за јазици. На пример, закон за униформи, овој правилник произлегува од законот за полиција. Во овој подзаконски акт се уредува начинот на кој што треба да изгледа полициската униформа. Двојазичните униформи веќе се уредени и веќе се обврска. Закон за двојазични банкноти, одлука за издавање книжни пари носи Народната банка, врз основа на тој закон се носи одлука и упатство за печатање на нови банкноти. И третиот член е членот за судски постапки, во кој што се предвидува дека постапките треба да бидат и на јазикот кој што зборуваат најмалку 20% од населението. Тоа е материја која што веќе е уредена во Закон за кривична постапка, Закон за граѓанска постапка, парнична. Сите овие членови може да бидат спорни за Уставниот суд, бидејќи треба да им се најдат матичните закони. Но законот у целина е донесен уште у 2008 година. И законот е уставен. Измените во Законот за јазици во кои што се додаваат овие три члена не се наоѓаат во својот матичен закон. Второ прашање е дали измените на законот се донесени во законски предвидена постапка. Ако не се донесени, може да го врати Уставниот назад. суд, ама само измените, не целиот закон. Христијан Мицкоски во право е кога вика, дуи го знае исходот, но дуи сега протестира за кога ќе излезе исходот, не се укинува законот, оди да рече го одбранивме законот за јазици, што е легитимна политичка битка.